Младиот конзервативен лидер Себастијан Курц е на пат да стане иден канцелар на Австрија по вчерашните парламентарни избори во таа земја. Министрот за надворешни работи Курц, кој има само 31 година, успеа да издействува неговата народна партија да победи на изборите. Тоа пред се благодарение на неговите ставови против мигрантите, со што остави мал простор меѓу Народната партија и крајно десничарската Слободарска партија. Курц пред неговите приврзаници во Виена прогласи победа, наведувајќи дека неговата конзервативна партија триумфирала над социјалдемократите, што се случило само 2 пати по Втората светска војна. Der heutige Tag ist ein historischer. Der heutige Tag ist unsere Chance, die Führung in diesem Land zu übernehmen und für echte Veränderungen in Österreich zu sorgen. Vielen Dank euch dafür. И двете партии го подобрија резултатот од претходните парламентарни избори во 2013 година, што означува остро вртење на земјата на десна. Социјалдемократите на канцеларот Кристијан Керн се борат за второто место, што најверојатно ќе биде познато по објавувањето на конечните резултати кон средината на неделава, бидејќи останало да се пребројат уште над 800.000 гласови на граѓаните кои не гласале во нивните окрузи. Курц изјави дека неговите натамошни планови за формирање влада ќе зависат од конечните резултати. Лидерот на евроскептичната десничарска Слободарска партија Ханс Кристијан Штрахе изјави дека неговата партија станува голем политички фактор во Австрија. Jetzt wird man sehen, ob man es ehrlich oder ernst meint, ob man überhaupt bereit ist, mit uns in ehrliche Verhandlungen zu gehen oder nicht. Und ich sage, ihr könnt euch auf eines verlassen. Wir bleiben uns treu, liebe Freunde. Und wir bleiben den Österreichern treu gegenüber. И покрај тоа што Себастијан Курц покаже известно противење спрема европската миграцијска политика, тој е наклонет на Европската унија, па затоа аналитичарите не сметаат дека под негово водство Австрија би можело да го стави под прашалник своето членство во унијата.